Целосно се реновираат собите и ходниците на вториот кат од ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков во Кавадарци. Реконструкцијата е финансиски поддржана од Министерството за образование со околу 5 милиони денари. Денеска ученичкиот дом го посети градоначалникот Александар Панов и најави дека и општината ќе издвои финансии од својот буџет за замена на старите со нови душеци. Дојдов тука од едноставна причина. Се работи за проект кој што го водеше владата на Република Македонија преку Министерството за образование. Износот, колку што сум информиран од директорката, е околу 5 милиона денари. Тоа е комплетно нивно финансирање, меѓутоа знаете дека во изминатиот период ние како локална самоуправа го финансиравме замената на подовите и фактички со тоа почна да се насочува свеста и да се зборува се погласно за потребите на учениците кои што престојуваат тука. Дојдов тука да видам како течат градежните работи, бидејќи следно што ќе биде од локалната самоуправа, тоа е да дадеме една согласност за набавка на нови душици. Мислам дека тоа ќе биде една од суштинските потреби, бидејќи сега се работи скоро на сите градежни работи кои што се неопходни за реконструкција на домот и потоа ќе остане, бидејќи подовите веќе ги реконструиравме, ќе остане она внатрешно уредување, кревети, душеци и така натаму. Со директорката зборував уште минатата година дека локалната самоуправа ќе издвои 300.000 денари за опремување, односно за набавка на душеци, и тоа ќе гледаме да во што е можно пократок период го завршиме и со тоа да имаме комплетно реконструирана, би рекол, последна институција, независно од тоа што не е под надлежност на локалната самоуправа на територијата на општина Кавадарци. Директорката на интернатот Трајанка Толова очекува пред почетокот на новата учебна година зголемен број на ученици кои ќе имаат сместување во далеку подобри услови. Имаме 14 соби, буквално е реновиран, ќе се реновира целиот втори спрат со ходници. Значи тука спаѓа целата столарија, премачкување, санитарниот јазол и така. Овде од кога е направен домот, нема вложено ништо, само во почетокот на оваа учебна година вложи градоначалникот, благодарност до градоначалникот и советот на општина Кавадарци, ги реновиравме подовите, па со тоа се повлекоа некои други средства, значи излезе желба на Министерството за образование и владата на Република Македонија се доделија овие средства околу 5 милиони денари за да се реновира комплетно целиот втори спрат. Овдека можеме да сместиме околу 100 ученика, така да се исполни целиот капацитет, се надеваме од 1 септември. Крајот на август е рокот кој треба да ги заврши комплетно работите. Исто имам најава од градоначалникот сега дека ќе ни додела средства за купување на душици и така да се надеваме дека домот ќе ни биде комплетно спремен за 1 септември со прекрасни услови за учениците. Се надеваме кога ќе ги видат условите, мислам дека ќе има поголем број на ученици. Советникот во Кавадаречкиот совет Ристо Сакалиев како ученик ги користел услугите на ученичкиот дом. Пред камера кажа дека во минатото условите биле многу подобри споредено со приватното сместување. Тој рече дека како советник би поддржал општината да ја помогне обновата на душеците. Па од 81 до 85 средношколските денови ги поминав овде во интернатот. Сега поминав и во собата кај што бев сместен. Јас правам споредба од тоа време и ова тогаш интернатот како институција беше, ако правиме споредба, смештајот приватен, нашите колеги деца што беа по градот, условите нивни, нашите услови, ние се бањавме во купатило, тие се бања во корита, санитарните чворови беа надвор во двориштата, ние ги имавме условите од нив многу пати повеќе. Сега гледам нешто обратно, сега приватниот смештај многу подобар од овој овде, со надеж дека и овие ќе бидат подобрени, дека ќе ги поминеме пак приватните, дека ние како институција со поддршка од владата било која и да биде, локалната самоуправа, советот и некој приватник да го следиме да биде како што треба. Таквите иницијативи што ги дава градоначалникот, сме сведоци на многу такви проекти, донации за цркви, за спорт, за фудбал. Тука безпрекорно 19 советници со гаранција дека поддржуваат.